Од 1 септември средношколците ќе учат со помош на алатка за вештачка интелигенција. Министерството за образование и наука, по склучен договор со приватната високообразовна установа Brainster, ќе интегрираат вештачката интелигенција во наставните програми по сите предмети во средните училишта во државата. Најголемата придобивка која учениците според мене ќе ја стекнат од употребата на вештачката интелигенција во наставните програми, што ќе развива првенствено креативно мислење, односно ќе ги натера да мислат и што ќе им овозможи да го вежбаат она што на нашите деца, да речеме, според PISA тестирањето им недостасува. Но за се ова да се направи, треба државата да има капацитет. Ние имаме одлични информатички факултети, но секоја друга помош е добре дојдена, затоа што немаме време. Она што требало да се направи во изминатите 7-10 години не е направено. Готов распоред на часови во рок од неколку секунди, распоред на наставници, наставни ливчиња, тестови и вежби, решавање на задачи и одговарање на прашања. Вештачката интелигенција може да ја користат и наставниците и учениците во решавање на предизвиците со програмите во училиштата. Задоволството не само на средношколците, но и нивните родители, бидејќи почнуваат со тренинг порано колку што треба да почнуваат. Според нас тренингот за средношколците, за високопрофилните професии треба да почне на 14, не на 24 години. Кога нивните врсници кои се талентирани, нели, во фудбал и во кошарка почнуваат со тренинг од 5 или од 7 години, треба нашите средношколци барем од 14-15 години да почнеме да ги тренираме за тие високоплатени професии, за вештачка интелигенција и така натаму. Додека веќе на факултетот за информатика во Штип се подготвуваат насоки и обуки за наставниците во однос на наставната програма. Во Битола, во регионалниот центар за средно и стручно образование се воведува посебен смер за вештачка интелигенција. Дополнително од септември, после многогодишниот дефицит на учебници, нови книги по англиски, германски, француски и италијански ќе има за сите ученици низ државата. Предходно од Министерството за образование најавија дека од 1 септември ќе има хартиени, печатени книги за сите ученици од страна на Бирото за образование и поедини автори.